Киселичката пештера и локалитетот Градиште во Киселица се нови археолошки локалитети во Пијанец. Двете нови археолошки наоѓалишта во атарот на Делчевското село Киселица ги открија младите студенти од факултетот по археологија при УГД Штип под менторство на професорите Нацев и Стојановски во рамките на проектот Пајонски утврдување и населби во Брегалничкиот басен. Отворивме една сонда. Во сондата најдовме една монета која што на Клаудија, која што припаѓа на 40 години пред нашата ера. Но во непосредна близина на сондата, каде што е пронајдена монетата, археолозите откриле сакрален објект, стара базилика, локација која сепак не била поштедена од дивите копачи. Најстарата фаза на објектот е базиликална градба која што припаѓа на 5-6 век од нашата ера. Истиот најверојатно бил срушен со доаѓањето на Авара Словенија, значи при крајот на 6 и почетокот на 7 век. Истиот објект е обновен, значи некаде можеби во 13-14 век и била подигната една мала, еднокоробна црква. За прв пат во Источна Македонија археолозите од факултетот при УГД археолошки истражуваа пештера, потенцијал занемарен од археологијата во Македонија. Киселичката пештера докажа дека во пештерата имало живот и пред повеќе од 10 века пред новата ера. И утврдивме два поинтензивни периоди на користење на пештерата, да не кажеме живење. Едниот е од доцната бронза и раното железо, кога во самата пештера бил креиран објект. Откривме 3 фази на полови од набиена глина. И втората поинтензивна фаза на користење на пештерата е во доцната антика, кога неколку јами биле вкопани. Во истражувањата на теренот и во рамките на проектот, 4-та година поред се вклучуваат и студентите по археологија при УГД, па освен новите докази за науката, овој проект има и едукативна цел за студентите по археологија. Моментално истражуваме на локалитет Градиште во село Киселица. Исто така вклучени сме во проекти од другите институции. Во овој прилог ќе споменам конзервацијата на локалитетот Вардарски рид. Работата на терен е тешка, но тоа се работи со голема љубов, па затоа не ни представува никаква потешкотија во физичката работа, но во секој случај има многу за работа. Не само физичка, туку подоцна и техничка работа, со која ние имаме чест и која ја учиме овде на терен. Истражувањата во Делчевско ќе продолжат до крајот на овој месец, а следната локација каде што ќе се работи е атарот на Делчевското село град.